Почитувани колеги пензионери, членови на Сдружение на пензионери Куманово, ве поканивме на денешниот неформален собир на пензионери за да ви ја презентираме нашата иницијатива за покренување на постапка за зголемување на пензии на сите пензионери во Република Македонија. Нашата иницијатива најнапред сакавме да ја презентираме пред наводно легитимно избрано раководство на Сдружение на пензионери Куманово, но за жал не наидовме на разбирање од нивна страна. Тоа беше во петок на 4 август во простории на Сдруженијето. Го повториме на 7 август во истите простории и предвидно поголем број на поддржувачи на идејата за зголемување на пензиите, собир кој имаше елементи на дебати и беа искажани повеќе размислувања и предлози. По завршениот собир, иницијативниот одбор донесе конкретни предлози со кои сакаме да настапиме и за кои бараме поддршка од ваша страна, а тоа се: линеарно покачување на пензии во договорен износ од државни институции, влада и нејзини релевантни министерства по ова прашање, како и со пратениците во законодавниот дом на Република Македонија, еднократно или повеќе кратно се до усвојување и достигнување на ниво на минимален износ на пензии по групи на пензионери усвоени како Закон за минимални пензии на Република Македонија. Ова е нашето основно и главно барање со кое сакаме пензиите да бидат покачени до номинално ниво на човечко и граѓанско достоинство, кое што ќе ни му гарантира на уживателот на пензија еден спокоен и мирен живот во ова наше доба, кога сме соочени со драстични поскапувања, посебно на храна и на лекови, како основни екзистенционални потреби, кои може да биде елиминирано со законско усогласување на пензии со пораст на платите и порастот на цените. Нашата заложба ќе биде да ова наша иницијатива биде општо прифатена пред се во нашата општина од поголемиот број на пензионери, кои ги има над 15.000, и истата да ја усогласиме и со иницијативите во другите општински здруженија и заеднички излеземе со барањата за надминување на овој голем проблем. Искрено се надеваме дека нашата иницијатива ќе биде разбрана и прифатена во владата и парламентот, како што беа сплотени сите пратеници кога се изгласаа зголемување на платите на државните функционери за 78%. Со оглед на фактот дека актуелното раководство на Сдружение на пензионери Куманово, кое е наводно легално избрано во март оваа година, иако согласно статут има обврска по член 6 од истиот, меѓу другото во прв ред да се бори за остварување и заштита на права на пензиско и инвалидско осигурување, остварување на економски интереси и социјални права на членовите. Истото не ја прифати нашата иницијатива, а одржувањето на собирот на 4 и 7 сакаше да го прогласи за нерегуларно, законувајќи се со полиција. Сдружение на пензионери Куманово е согласно Законот за Сдружение и фондација, граѓанско здружение во кое сите членови се еднакви и со исти права. Сдруженијето согласно закон и важечки статут мора да работи јавно и транспарентно и да се отчитува пред самото членство. Само прогласените функционери на сомнителни избори не може да бидат над законот и статутот и се обвржани да работат во корист на сите членови, а не по директиви и диктати. Од тие причини, истиот иницијативен одбор сака да покрене постапка за промена на статутот, кој за сега представува тајен документ за најголем број на членови, кој не е ни јавно објавен, а истиот представува пречка за масовно ангажирање на членството и работењето на Сдруженијето во рамки за заткулисно поставување на подобни личности во служба на невидливи моќници, кои веројатно се тука некоде во нашите редови, ама се неприметни. Покрај другите предлог измени на статутот, како што се начинот и методи на кандидирање и избори на функционери во Сдружение на пензионери, кои ги заговарамо, секако дека ќе биде и комплетно волонтерско работење на сите избрани и именувани функционери во различни тела, органи и комисии на ниво на Сдружение. Нашата заложба ќе биде до крај да истраеме во напори за остварување на предлозите по нашата иницијатива, за кои сметаме дека се пред се во
согласно со законски регулативи, реални и остварливи и преко потребни за една голема група на граѓани, наречени пензионери, која во моментот брои преку 350.000 граѓани. Граѓани кои немаат други алтернативи освен во рамките на својот минат труд и резултатите од него побараат од државата слух за насушна потреба за минимална пензија како гарант за гол опстанок. Нашите методи во правец на остварување на нашите барања секако дека ќе бидат во согласност со важечки закони, легални, легитимни и ненасилни. Затоа ве повикуваме вас, нашите членови и сите пензионери, да во што поголем број како засегната страна ги поддржите предложените барања и во исто време ги повикуваме институциите на системот по чии ингеренции се решавањето на овие наши проблеми да покажат разум за овие наши барања и се одважат и не излезат во пресвет со позитивен одговор во озаконувањето на минималната пензија како гарант за достоинствен пензионерски живот. Продолжуваме со собири за поддршка на нашите барања и предлагаме истите да ги одржуваме секој понеделник во нашите простори се до исполнување на барања. Денеска сме излезени да штрајкуваме поради тоа што нашата држава не е реална во никој случај. Ние пензионерите со најниски пензии да живееме само со 12.000, 10.000, тоа е срамота. Они од собрание си качија сите по 80% без малку. Кај ќе платам струја, вода и ред други работи? Ве молам, како собрание на град Скопје, да се освестите, да ни качете како вас што сте си качиле плата, да си качите и на нас. Ова е срамно, ќе дојдеме пред собрание и ќе се буниме сите. Благодарам до сите граѓани во Македонија да се сите собереме и сложно да излеземе, да си ги браваме нашите права што ми следува законски. Ова не е политички собир, ова е чисто од економски причини. Меѓутоа, еве ја лично имав јавување од особа што овдека пред неколку месеци заседна да ги застапува пензионери, да убедува мои роѓаци да ме испрашуваат зошто сум зборувала и зошто сум била. Има ли право да ми врши притисок? Ја никого не навередувам, особата има можда 3-4 пати повисока пензија од нашите. И она, значи, ќе ми спроведува истрага. Ова е терор. Од здружение? Не, сами се собравме. Они не застапуваат, тие бараме волонтерски да работат, а не да зимаат хонорар плюс 1 до 2 пензии.